Кој бил кукавица? Денеска поголемите деца од зградата на Зоки Поки се фалат кој од кого е похрабар. И Зоки е меѓу нив. Тој вели: "И јас сум храбар." Но големите деца не му обрнуваат внимание. "И јас сум храбар," повторува погласно Зоки, но веќе е навреден. Пак никој не се завртува кон него. Никому ништо не му значат неговите зборови. "Чувте ли?" сврескува Зоки кон големите деца. "И јас сум храбар." Големите деца дури сега го погледнуваат, но малку зачудено. "Кој е храбар?" се чудат. "Јас," вели Зоки. "Ти си кукавица, мајкин сине," велат големите деца. "Те знаеме ние тебе." "Не сум кукавица, ќе видите." Но големите деца веќе не го слушаат и го туркаат да ги остави насамо. Тогаш по улицата доаѓа голем двокатен автобус, црвен како црвениот албум во татковата работна соба. Во лутина и бес, зашеметен и навреден, Зоки не баре добива крила и се стрчува кон автобусот. Некој продорно крикнува. Се слуша страшно шкрипење на кочници. Големите деца се завртуваат натаму и остануваат занемени. Пред големите тркала на црвениот двокатен автобус стои дете, големо само колку нив, вкочането и жолто како зрел лимон. Тоа е исплашениот Зоки Поки. Дури сега сваќа што направил. Нозете му се тресат и во главата му се врти. Иако автобусот веќе стои, тој со најголема радост би побегнал пред неговата огромна големина. Но нема сила за тоа. Шоферот, исто толку жолт како него, ја брише потта од челото и вика кон Зоки. Но тој ни да се помрдне. Гледа во патниците што се појавиле исплашени по прозорците, срцето му тупоти, другите автобуси свират и тој не знае што да прави. Тогаш шоферот слегува од кабината, го фаќа Зоки за уши и така го довлечкува до тротоарот. Големите деца веднаш го заобиколуваат. И ете, тогаш нему му се враќа силата. Си мисли: "Леле, колку беше страшно. Никогаш повеќе." А пред големите деца се исперчува како да добил орден за својата храброст и додека бојата на лицето пополека му се враќа, тој вели: Видовте ли кој е кукавица? Шоферот. Немаше смелост да ме изгази."